Поради немање доволно резерви на нафта и празни резервоари, една компанија може да остане без лиценцата за работа. Други две се тргнати по истиот пат откако кај нив се утврдени и други пропусти освен недостаток на нафтени резерви. Ваква фактичка состојба утврдили инспектори од повеќе институции, дознава телевизија Алфа. Од регулаторна која е надлежно тело потврдуваат дека течат роковите за одземање на дозволата на компанијата по пријава од вонреден инспекцијски надзор од Државен пазарен инспекторат, но засега не откриваат податоци точно за кој ланец на бензински пумпи се работи. Согласно член 50 став 2 од Законот за енергетика и член 30 став 2 од Правилникот за лиценци кој важеше до стапување во сила на новиот правилник, друштвото е задолжено во рок од 7 дена од добивање на известувањето да се произнесе во врска со настанатите причини за одземање на лиценцата и начинот на пресметка на оперативните резерви по истекот на оставениот рок, а земајќи го во предвид произнесувањето на друштвото, РКЕ ќе постапи во рамките на надлежностите утврдени во Законот за енергетика. Според информациите на Алфа, надлежните се очекува до регулаторите да достават уште 2 пријави за останатите компании кај кои биле затекнати повеќе неправилности по почетокот на војната во Иран и очекуваното поскапување на нафтата. Предходно на почетокот на годината помал трговец со нафтени деривати бил затворен поради низа пропусти. Според подпишаниот меморандум за соработка помеѓу Државниот пазарен инспекторат и регулаторна, инспекторатот активно учествува и доставува предлози за одземање или доделување лиценци. Инспекторите се на терен и формираат од пазарна. Прават надзори за спречување на недостаток на нафтени деривати на бензинските станици. Се контролира и дали има злоупотреби од страна на компаниите за богатење во време на криза.